Председателе, почитувана македонска јавност, почитувани колеги, македонските граѓани немаа можност да гласаат на избори за својот премиер, ама ете посебно имавме можност да го слушнеме неговото експозе, во кое премиерот напаѓаше политички партии, а не понуди ниту едно решение за напластените проблеми на граѓаните, за кои што се лично одговорни тој и неговата СДСМ, која во меѓувреме ја претвори во најобичен привезок на ДУИ, на Али Ахмети и на Артан Груби, за кого во деноиве слушаме како се богател на грбот на граѓаните. Јас како пратеник не сум сигурен ни дали треба и колку време треба да му се посвети на министерот за диаспора, кој денеска ни е предложен за разрешување, од проста причина што никој не го знае и дали и што сработил, односно не сработил досега. Ниту премиерот кажа нешто за него, ниту позитивно, ниту негативно, а доставил предлог за разрешување за господинот министер. Би сакал да се допрам до првата национална цел, која ги надминува интеретничките и интраетничките поделби и зашто во овој дом мора отворено да зборуваме. Поделби за чие надминување многу политичари, меѓу кои и актуелниот премиер, кој е аутсайдер за жал во политиката, од една страна зборуваат само декларативно и без реална подкрепа со аргументација зошто е тоа потребно, а од друга страна токму ги стимулираат тие поделби и со чинење или нечинење ја поларизираат состојбата и се главна пречка за остварувањето на националните цели. За поделбите во друга прилика. Првата национална цел е овозможување на безбедност на граѓаните. Во Република Македонија безбедноста на граѓаните никогаш не била позагрозена. Институциите не ја владеат состојбата и во најголем дел од случаите се реактивни. Некогаш и не реагираат, а често пати реагираат во полза на прекршителите на законот со кои се во спрега. Иако за безбедноста може да се зборува од 6 до 7 аспекти, поради времето ќе се задржам само на личната безбедност на граѓаните. Од момент на доаѓање на министерот Спасовски на чело на Министерството за внатрешни работи, на подрачјето на град Скопје, до денеска имаме нарасветлени 20 убиства. Значи, повторувам, 20 убиства. За да не наштетам на истрагата, која што тапка во место, и да не допирам до семејствата на загинатите, само ќе ги споменам датумите. 3.12.2015 нерасветлено, 4.7.2016 нерасветлено, 27.7.2016 нерасветлено, 14.9.2016 нерасветлено, 27.9.2016 нерасветлено, 25.10.2018 нерасветлено, 13.10.2020 нерасветлено, 14.10.2020 нерасветлено, 31.12.2020 нерасветлено, 7.4.2021 нерасветлено, 15.11.2021 нерасветлено, 7.2.2022 нерасветлено, 27.22 нерасветлено. И сето ова е или поради неспособност, или поради директната замешаност на високи структури на власта во кои се прикриваат, односно се во соработка со овие структури што тоа го имаат направено. Во делот на личната безбедност, замислете си дека од вашиот живот за секојаш си заминале ваши роднини, пријатели, членови на вашите семејства, кои биле на кратка екскурзија со автобус кој не ги исполнува стандардите, кој нема поминато технички преглед, односно има поминато, но во технички преглед кој одамна пред да замине автобусот требало да биде затворен, а не бил, иако за тоа имало наод кој бил испратен до Министерството за внатрешни работи и како таков 135 пати излегувал и влегувал на легални гранични премини на државата. Дали ова начинот на кој сериозна држава треба да им гарантира безбедност на своите граѓани? Со непочитување на наодите на инспекторите, кои стручно си ја завршиле работата, но поради повисок личен и финансиски интерес на високи функционери на СДС и ДУИ, СДСМ и ДУИ, со нечинење, односно непревземање, ни се случи да имаме 45 наши сограѓани мртви. Се покрена постапка од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, токму за овој случај што се случи? Ја сменија. Зошто? Затоа што имаше корпус деликти. Па донесоа нов јавен обвинител за гонење на корупција и криминал, кој никој не го познаваше, ама сите гласаа за неговиот избор. И во контекст на досега кажаното може да ме држите за збор, постапката или ќе запре, или нема да има елементи за да продолжи. Во делот на безбедноста на младите, неизбежно е споменување на преплавеноста на Македонија со дрога, која е достапна како никогаш досега. Младината ни се труи и се навлекува на психотропни субстанции, а власта не превзема ништо. Тоа што го превзема е многу малку, колку да се рече дека нешто се работи, и како што споменав погоре е во спрега со криминалците.
Тоа го видовме на дело кога цели акции на јавното обвинителство беа пробивани од лица кои се задолжени за безбедноста на државата. Во поглед на сузбивање на овој тип криминал и зголемување на безбедноста на младината, владата на ДУИ и на СДСМ не превзема ништо, ниту од доменот на едукација на младите во училиштата, ниту има абер за медиумска кампања против употребите и последиците од дрогата, и на личен план, но и на општествено ниво. А како и да започне кога тие директно се замешани во оваа девијантна појава? За нив поважни се нападите кон опозицијата и да не подсетат што правела таа пред 10 години. Плашејќи се за своите фотели, но и за одговорноста која следи, копаат по минатото, а пред нос ја губиме и днината. За каква лична безбедност може да зборуваме кога властите цели 5 месеци не може да откријат кој стои позади секојдневното дојавување на бомби? Треба ли да имаат граѓаните доверба во институциите, односно да им веруваат на празните зборови на Ковачевски и на Спасовски, дека тимот од експерти на службите безбедносни ќе се справел со дојавите? Ниту експерти видовме, ниту справување видовме. Само гол пиар и замајување на јавноста заради прикривање на неспособност. И за се што не можат да го решат, а не можат да решат ништо, криви се хибридните напади и истото се класифицира со државна тајна, односно е недостапно за јавноста и за претениците на кои им ги одземаат безбедносните сертификати. Што правиме со најновите дојави, односно дојавите дека покрај бомби ќе имало и истрели и кон прозорците во кои ни учат децата? Денеска имаме 67 училишта таргетирани. До кога ова вака ќе тера? Ја пореметивте младината, ги травматизирате родителите, го блокирате воспитно-образовниот систем, ја уништувате нацијата поради вашата неспособност. Понатаму, гледаме дека опсегот на дојави за бомби се шири на општествени установи и на државни институции, а државата секојдневно губи ресурси за санирање на последиците, затоа што не е способна да ги отстрани причините. Се доведуваме во ситуација на блокада на системот, кој онака е порозен до мерка и на граница на нефункционалност. Во делот на здравствената сигурност, како дел од личната безбедност, падот на хакираниот систем на ФЗО, за кој нелегитимниот рече дека побарал помош и од НАТО, а сега слушаме дека наши инженери го решавале проблемот, иако и се плаќало на надворешна фирма од милиони евра за одржување, предизвика хаос во здравствениот систем во лечењето со пациентите. Здравствената сигурност на секој еден граѓанин е загрозена и доведена во прашање. Никој не дава ниту прогноза каде и зашто се или би биле користени најчувствителните лични податоци на нашите граѓани. Се доведовме во фаза да нема ленти за мерење шеќер за диабетичарите. Луѓе со кои највисоките представници на власта, вклучително и председателот на државата, се сликале исклучиво заради личен пиар. Се доведовме во ситуација бранителите од 2001 година да не умираат на клупи затоа што немаат здравствено осигурување. Клиники без лиценци слободно да можат да си работат, жена да ни остане без 3 органи затоа што некој е искасапил затоа што знаел дека нема да одговара. Да заклучам, граѓаните на Република Македонија никогаш, ама баш никогаш не биле со толку загрозена лична безбедност од секаков карактер како во овој период. И тука нема поделби, ова се однесува на сите граѓани, македонци, албанци, турци, роми, бошњаци и сите што не ги споменав. Да имаше во Пазар 3 владата некој барем малку доблест, барем малку совест, самите ќе си заминеа. Немаше да дозволат нивната тиранија да зема и да ги загорчува човечките животи. Додека овде во домот, кој би требало да биде највисокото представничко тело на граѓаните, не обидуваат дека се е мед и млеко. Господа од Пазар 3 владата, вие сте се, само не мед и млеко. Знам дека наскоро ќе бидете дел од буништето на македонската историја, а на идните генерации ќе им служите како пример за тоа како не треба и како не сме. Ви благодарам на вниманието. Мартин Костовски.